Кризата во овчарството се продлабочува, ниту последниот божик не им донесе надеж дека работите во оваа сточарска гранка ќе тргнат на подобро за нив. Јагнињата останаа непродадени, трговците овој пат како и претходните години не ги олеснија маките. Не оди, цените се ниски, а храната скапа, се пожалија од гледувачите во Штипско. Не иде стоката, нешто не иде, особено јагнешкото не иде. Ти замисли сега да земеш ти за јагне испод 150 динара, 160, пропаѓаш на нула. 12 динара јонџето купуваш, јачменот 12 динара, дека не крајо на нас. Млекото го земаа по 25 динара и... Со години ли овој проблем? Вака некако не се најде? Па со години води вај проблем, јас не знам што мисли владата, министерството, што мисли, поима неам. Треба ли да на заштитна цена? Сепак е македонското јагне, наш бренд. Па треба да има заштитна цена. Јагнето треба испод 200 динара доле да не е. Со овие проблеми, а и без помош од државата, овчарството пропаѓа. Сточарите не гледаат друг излез, освен да ги продадат стадата. Јас ќе ги продадам. На таа цена он не качува. Не иде. Субвенциите од помош ли си имали субвенции? Субвенции не сум земал за 2016, ја од 2017 и пак не сме земали субвенции. И дека, зашо да ги чувам? Зашо нема потреба да ги чуваме ние овците. Тоа е катастрофа баа година. Состојбата во овчарството е загрижувачка. Сточарите бараат помош од државата, заштитна цена, исплата на субвенциите. Опаѓа бројот на овци во државата. Сточниот фонд на истокот во последниве години е намален за 20, а извозот на јагне само во Штипско за 30%, велат од Штипското здружение на сточари.